Лексикографската легенда од Кавадрац има сериозен проблем со користењето зборови кои имаат повеќе слогови, а коренот им е во некој странски јазик. Може би е подобро да користи упростени форми отколку да се мачи со изговорот, а уште повеќе да се меша во тоа што кој има наменито за појадок. Се потрудило да бара закони од Министерство, препораки од нутатнинисти. Да, кажуваат дека треба риба да ја имам, ја тоа не е. Нас се бајле 8 сата риба да јадеш. Значи, просто ќе го правим кога види убаво како е. Ја не верувам дека некој се бајле 8:39 сата да јаде риба. Изгледа дека не се проблем само тешките термини, туку изрази кои се користат во традиционалните пословици. Интенцијата за недоследност е повеќе од јасна, но зачудува како Божем познати ерудити во име на партијата глумат апсолутна недугавост. Денес прави едно, китката му една десно, друг пат по 2 седмици прави друго, китката му е на лево. Абе дајте бе луѓе, тие китки чувате си ги за по дома, па шетајте дома лево и десно. Ја замолувам советничката господја Добрила да не го објасни зборот китка или службите да не го објаснат зборот китка, затоа што ова веќе станува дегуте. Китка значи цвеќе. Кога момата ќе ја ставила од десна страна била расположена за нешто. Кога ќе ја ставила од лева страна не била расположена. Тие китки ги ставате секој ден различно, зависно дали некој ќе ви дигне телефон да ви каже, дали е тој ваш член или не е ваш член. Бидете принципиелни. Тоа на македонски се вика букет, но во ред прифаќам китка. Па исто и китка е повеќе цвеќиња, а или китка е едно цвеќе. Со ловоров венец треба да се закити редовната партиципиентка со флорално име. Не постои рационално објаснување за тоа што се сака да се каже и дали тоа веќе се случило или допрва се очекува, без оглед колку и тоа да ја преминува мерата. Градоначалникот Иван Јорданов, кој денеска изврши увид со допис, екстремно ќе реагира до надлежните од јавното претпријатие за државни патишта, но добиениот одговор бил негативен. Начинот на кој функционираат општините навистина го доведува под знак прашалник исходот од која било постапка. Имајќи предвид дека за разлика од Скопје, во помалите средини, ваквото однесување е редовна пракса по која посегнуваат локалните моќници. Абе не мој да ми се дереш да не те фрла. Мајко, на кој си захануваш ти тука јавно? Не мој да ми се дереш ти на На мене. кој си захануваш? Значи, ни еден член нема што е усовно со закон. Не сам правник. И на крајот, со образование или без него, тоа не е се. Понекогаш се работи и за идеолошка матрица од која изгледа не се отстапува. Ако веќе тој има целосна контрола на совет, и советниците како роботи креваат рака без да видат што да не ве чуди да некој од наредните седници донесе предлог одлука да сите машки во Кумано носат фризура како мене. По примерот на лидерот во Северна Кореја таква одлука донесе. Сега ние во Кумано ќе имаме предност пошто нема е тешка фризурата. Ништо всушности не е до фризурата, туку во тоа што се крие под неа. Со или без коса. Таа го диктира и го определува изгледот. И тоа не само на општината, туку веројатно и на државата.